Почитувани представници на медиумите, почитувани студенти, задоволство ми е да ви известиме дека денес, односно пред малку, ги подпишавме и првите договори за стипендирање на млади кадри, студенти кои се образуваат на студиските програми кои се назначени како критични специјалности за армијата. Веруваме во младите луѓе кои се мотивирани и може да бидат додадена вредност за одбраната и за армијата, ги мотивираме и им отвараме нови можности за личен и професионален развој. Денеска подпишавме вкупно 7 договори за стипендирање и тоа со 20 студенти кои се едуцираат во областа на географско-информациони системи, 3 студенти на медицина и по 1 на компјутерска технологија и на енергетика и екологија. Студентите доаѓаат од Универзитетот Свети Кирил и Методи, Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Универзитетот Американ Коледж. Согласно со конкурсот кој беше објавен на почетокот на ноември, стипендирањето е во висина на определен процент од просечната плата во државата и изнесува од 30% за студенти во првата студиска година до 80% за студенти во 6-та година на студија. Од студентите со кои подпишавме договори за стипендирање, еден студент кој е прва студиска година ќе има стипендија од 30% или 11.653 денари. Двајца од студентите се од втора студиска година и ќе имаат стипендија од 40% или 15.537 денари. Двајца од студентите кои се од трета студиска година ќе имаат стипендија од 50% или 19.422 денари и двајца од студентите кои се од пета студиска година ќе имаат стипендија од 70% или 27.000 денари стипендија. Стипендиите ќе се исплаќаат согласно законот за академската 2023-2024 година, која е започната, што значи дека тие ќе добијат и ретроактивна исплата од почетокот на оваа академска година. На конкурсот се пријавија вкупно 11 кандидати, а по селекцијата и физичките и лекарските прегледи, стипендии ќе добијат овие 7 студенти кои се избрани. Тие по завршувањето на студиите ќе бидат вработени во Министерството, односно во армијата, и се разбира ќе имаат можност веднаш да бидат дел од одбранбениот систем, да работат со најсовремена опрема и услови, да ги усовршуваат своите знаења и да ги искористат во развојот на македонската армија и одбраната. Министерството предизвикот со пополнување на лица од критична специјалност во армијата го рештава системски. Основ за објава на овој оглас не беше законот за служба во армијата, но исто така ќе нагласам дека и со донесувањето на законот за вработени во Министерството за одбрана, кој веќе е во собранинска процедура, ќе се овозможи стипендирање и вработување на лица за извршување на критични специјалности и во Министерството. Јас им се заблагодарувам на сите овие мотивирани студенти кои одлучија по завршувањето на нивното образование, својата професионална кариера да ја продолжат токму во одбраната. Министерството за одбрана ќе продолжи и во иднина на овој начин да го помага развојот на млади кадри во Република Северна Македонија, а се разбира истовремено да ја пополнува армијата и Министерството со соодветен кадар кој ни е суштински потребен со една цел – да ги привлечеме најдобрите. Јас очекувам новиот повик за пријавување на студенти за стипендирање да се објави заради законските пречки по завршување на изборните процеси и на тој начин да имаме континуитет кој ќе ни овозможи и понатаму да ја развиваме македонската одбрана и армијата. Ви благодарам. Благодарам, министерке. Кога го организиравме овој настан, сакавме да ги прашаме и студентите дали тие би сакале да кажат нешто пред медиумите. Тројца од нив веднаш се пријавија, ќе ги слушнеме сега нив. Тоа се Дијана, Јован и Димитар. Дијана доаѓа од УКИМ, факултетот за медицински науки, 5-ти семестар. Ја слушаме прво неа. Дијана Кокаџема или повеле. Благодарам. Сакам да истакнам дека ова представува една особена чест и задоволство, бидејќи сметам дека ова поддршка во студирањето, како и можноста што ни ја додели Министерството и Министерката за одбрана, се од голема помош да како студенти стигнеме до целта која што сме си ја зацртале.
Јас од мала возраст воената служба и медицината беа мој сон секако и сметам дека секоја јака држава треба да вложува во здравството, што е мојата област, и одбраната на државата. Од секогаш сакав да останам во својата земја и се надевам дека следниот конкурс многу повеќе студенти ќе се одлучат да аплицираат и дека ќе бидат истрајни во исполнувањето на својата цел во својата држава, бидејќи јас, например, добив стипендија за да студирам во Германија и ја одбив и сега сум многу горда на себе и сакам да си останам во својата држава и уште еднаш се заблагодарувам на можноста. Многу ти благодарам, Дијана. Јован Иванов од Американ коледж, компјутерска техника и информатика, нешто што е навистина критична специјалност и многу потребен и за Министерството и за армијата. Повели, Јован. Здраво, добар ден. Како прво би сакал да се заблагодарам до Министерката и до Министерството за оваа прекрасна можност и сум многу благодарен за тоа што и понатака не поддржуваат во нашето образување и надоградување како личности. Огромна чест ми е да сум дел од оваа институција и верувам дека и понатака ќе можам во мојата област да ја придонесувам на мојата држава и на нашата армија во напредување на нашата сајбер безбедност и на другите области од информатичките технологии. Оваа стипендија мене ќе ми служи како поттик во моето надоградување како личност и за подобро да го следам развојот на информатичките технологии. Уште еднаш би сакал да се заблагодарам. Ние ти благодариме, Јован. Димитар Тануровски, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, медицина, 9-ти семестар, повисока стипендија. Најпрво би сакал да се заблагодарам за честа кон Министерството за образование со тоа што не одбра ние да бидеме првата генерација стипендисти за оваа стипендија. Воедно би сакал да ги охрабрам колегите на следниот конкурс да аплицираат. Ова представува прекрасна можност. Се разбира дека на секој треба да биде чест да може да служи во нашата татковина. Благодарам. Честит уште еднаш на сите.